...2020-та ги брои своите последни денови. Ке ја запомниме како преломна година во која се редефинираа нашите навики за живење и работење. На тоа не остана имуна ниту автомобилската индустрија, која е принудена на многу маневри и отстапки. Сепак се наоѓаат сили да се одржи производството, да се сонува за утре и да се нудат нови производи. Затоа сведочат Porsche 911 Targa, Peugeot Expert и Acura MDX. Го тестиравме Fiat 500 хибрид кој срамежливо ја најавува електрификацијата на Fiat. Новата реалност ќе донесе и нова иднина, тесно поврзана со виртуелното действување кое ни ги покажува Jaguar преку својата визија, преточена во видеоиграта Gran Turismo. За да останеме на земја, но пред полетување ни помага Lamborghini Squadra Corsa. На нив не обврнуваме големо внимание. Тие се присутни во секојдневието, изгледаат современо и заземаат важен дел од доставата на роба и патници. Комерцијалните возила од средната класа се најголемиот пазарен сегмент во оваа категорија. Лавот од Елисејските полиња долго е присутен во арената и по се изгледа дека одлично се снаоѓа. Новиот експерт доби верзии на струја со различни автономии и ја освои титулата Комбе на годината за 2021. Комерцијалните возила играат важна улога во портфолиото на една марка. Peugeot е еден од клучните играчи во тој сегмент, следејќи ги практичноста, издржливоста и функционалноста на неговите производи. Како доказ на тоа е по 6 пат освоената титула интернационално комерцијално возило. Овој пат победникот за 2021 година е компактниот e-Expert со електричен погон и батерии што овозможуваат две автономии. Покрај тоа, во игра се 3 различни должини на каросеријата и 2 намени. Товарна, која може да понесе до 1250 кг товар и до 6,6 кубни метри товарен простор, и патничка со можност на превоз на 5 или 6 патници. Покрај мултифункционалноста, Peugeot e-Expert го освои жирито со својата еколошка ориентираност. Електричниот погон не е ништо ново во портфолиото на PSA, па во зависност од барањата, достапните капацитети на литиум-ионските батерии се од 50 киловат-часови и 75 киловат-часови. Базиран на мултиенергетската модуларна платформа EMP2, новиот Peugeot e-Expert нуди 100% електричен погон со максимална моќност од 100 киловати и максимален вртежен момент од 260 Нм. Верзиите Compact, Standard и Long достапни се со батерија со капацитет од 50 киловат-часови и може да достигнат опсег од 230 км според WLTP. Стандардната и долга верзија исто така може да бидат опремени со батерија со капацитет од 75 киловат-часови со автономија до 330 км според истиот протокол. Електричниот Експерт е достапен во истите верзии како и во верзиите со мотори на внатрешно согорување со цел да ги исполни сите потреби. Во зависност од нив се нудат неколку опции за полнење на батериите од стандардна електрична мрежа до брзо полнење. Благодарение на термичката регулација на батеријата се овозможува користење полночи од 100 киловати и достигнување на 80% наполнетост за 30 минути.
Трите режими на возење што може да ги избере возачот се во функција на заштедата на енергија, лесна секојдневна употребливост и оптимизирани перформанси при транспорт на големи товари. Новиот Peugeot e-Expert комбинира компактни надворешни димензии со максимална носивост. Батериите се наоѓаат под подот, без никакво влијание врз волуменот на товарниот простор. Возачот има поголема удобност во сите ситуации преку специјално прилагодливиот систем за сервоуправување што го олеснува возењето и има мал диаметар на вртење. Тука се задолжителните електронски асистенти, па употребата е значително олесната. За жал, електричните доставни возила не се интересни кај нас поради отсуство на инфраструктура, но сигурно е дека со време тоа ќе се смени. За последниот производ годинава Сквадра Корсе и Centro Stile ги издружија силите за да задоволат нарачка на муштерија кој беше вклучен во проектот уште од првиот цртеж. Двете одделенија на бесниот бик тесно соработуваа и работеа да се направи и испорача примената нарачка, која, препоставуваме, чини едно брдо пари. Желбата беше автомобил за патека да се трансформира во хомологиран за секојдневна употреба. И во тоа е успеано во потполност. SC20 е инспириран од родстерите на Lamborghini, Diablo, VT Roadster и Aventador J, но искористени се детали од Veneno Roadster и Concept S. Каросеријата е изработена од јагленородни влакна чии форми се рачно исполирани поради оптимален проток на воздухот што оди во прилог на перформансите на посадата која добива комфортно возење без покрив дури и при високи брзини. Ова е многу важно бидејќи SC20 нема ниту ветробранско стакло, туку само дифузор што го усмерува воздухот над главите на патниците. Издадениот преден спойлер е врамен со две крилца, а мускулозниот заден дел завршува со голем спойлер, чија поставеност може да има 3 позиции. Моторот е базиран на знаменосецот, 6,5 литрениот V12 со 770 коњи и 720 Нм. Него го управува оптимизирана 7-степена менувачка кутија преку која силата се пренесува на сите тркала низ централен електронски диференцијал. Оваа година не научи дека среќата на вистина е во малите нешта, во љубовните прегратки, незаборавната дружба со пријателите, топлата трпеза со семејството. Овие празници да ги поминеме одговорно, во кругот на најблиските и со желби во новата година повторно да бидеме заедно. Среќни празници од Витаминка. Открита најновата понуда за Peugeot 208, 308 и 2008 по повод 210 годишнината на брендот.
Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. После купе и кабриолет изведбите Порше ја промовира третата верзија на 911. Заколнатите ентузијасти ја сметаат за онаа вистинската, додека останатите на неа гледаат со подотворена уста. Со својата појава 911 тарга зрачи со неодолив магнетизам зачинет со страстни перформанси достојни за најдобрите друмски спринтери. Присутна на пазарот само 3 месеци, 911 тарга покажува дека цената повисока од 130.000 евра без давачки не е проблем за оние што знаат што плаќаат. Поврзувајќи се со легендарното име од кое го влече наследството, новиот 911 тарга го донесува најдоброто од двата света, јасно асоцирајќи на легендата од 60-тите години од минатиот век. На сите нам ни е познато дека тоа значи целосно доживување во возењето без компромиси, потпомогнато со склопување на подвижниот дел од цврстиот покрив, за што се потребни 19 секунди. Како нагласуваат од Порше, тој како и кај изворниот тарга се состои од карактеристичен широк обрач, подвижен дел над предните седишта и заоблено задно стакло. Токму ова на 911 тарга му го дава препознатливиот изглед без оглед за која генерација зборуваме. Ако сепак се концентрираме на најновата, нејзините купувачи ќе имаат на располагање две изведби втемелени на 3-литарскиот турбобоксер мотор. Она со ознака 911 тарга 4 располага со 385 конски сили и со опционалниот спорт хроно пакет забрзува од место за 4,2 секунди до 100 км на час, точно за десетинка побрзо отколку досега. Верзијата Тарга 4S со своите 450 коњи го постигнува истото за 3,6 секунди, што е за дури 4 десетинки подобро. Разлики кај максималната брзина скоро и да нема, но тоа и не е битно. Позначено е што и двете верзии сериски се опремени со 8-степен менувач со две спојки, интелигентен Porsche Traction Management и погон на сите тркала. Кој сака ќе може да добие и мануелна трансмисија, како и посилни сопирачки дискови од композитни материјали. Од покорисните додатоци треба да се спомене и InnoDrive системот кој ги вклучува адаптибилниот темпомат и механизмот за подигнување на предниот дел кога се поминува преку лежечки полицајци. Посилниот модел ќе може да се добие и со електронска блокада на задниот диференцијал и со посебен режим на возење во услови на дожд, при кој возилото автоматски се прилагодува на влажната подлога. Технологијата секогаш се плаќа, но уште подебело се наплатува имиџот. А кога сме кај него, тогаш изведбата Тарга ужива најголем углед меѓу обожавателите на 911. Затоа незината почетна цена е повисока од 130.000 евра без давачки. Американскиот пазар има своји специфики кои јапонските производители добро ги знаат. Акура одлично се позиционира на другата страна на Атлантикот и важи за премиум марка. Најновото изненадување доаѓа во форма на спортско корисно возило именувано со 3 букви. MDX како модел не е нов на пазарот, но со својата последна модификација треба да добие ветер во грбот.
Најновиот кросовер MDX, чија кратенка е еден вид акроним за мултидимenzионален луксус, позициониран е на врвот на гамата. Овој модел од своето појавување во 2000-тата е втор најдобро продаван во својата класа. Американците имаат голема доверба во него која Honda ја негува 3 генерации. И четвртата, чија продажба ќе започне во февруари, е скроена според истиот терк и ќе нуди карактеристики кои ќе ја задржат на врвот како предводник на технологиите. Новата платформа на која Acura MDX е поставена ја зголемува низината должина на нешто над 5 метри, а поголеми се и широчината и меѓуоскиното растојание. Малку променетите пропорции даваат подинамичен изглед, дополнително истегнат со диамантска пентагонна маска, LED светла и големите 19-инчни тркала. Погонот стандардно е на предните тркала, а опционално се добива технички на предниот Super Handling All-Wheel Drive System. Тој не само што кога треба префрла поголем дел од вртежниот момент на задната оска, туку е способен и за негова 100% распределба само на едно од тркалата. Тие се поставени на мултилинк ослонување, додека предното е со двојно попречни рамења, со што се обезбедуваат ултимативни возни својства. За погон на почетокот ќе биде заложен 3,5 литарскиот V6 со 290 коњи, спарен со 10 степен автоматски менувач, на кого нешто подоцна ќе му се придружи и 3 литарски турбо со 355 коњски сили. Малку изненадува одлуката за разлика од претходната генерација. Новиот MDX веќе не се нуди со хибридна погонска група, додека дизели никогаш и немало. Патниците на трите реда седишта ги очекува луксус кој во целост ја оправдува цената од $47,000. Возачот ќе го пречекаат дигиталната инструментабла и heads-up дисплејот, додека пријатната атмосфера во возењето ќе одржуваат LED амбиенталното осветлување и премиум аудио систем со 16 звучници. Кожата и дрвото ја облагородуваат внатрешноста во рамките на технопристапот што овој модел го има, кој пак е истакнат со пијано црните и алуминиумските детали. Технологиите не недостасуваат во ниеден поглед, почнувајќи од оние за софистициран престој во кабината до безбедносните. Списокот е долг, но сите ставки на него во Европа вообичаено се среќаваат и кај возилата од пониските класи. Треба да споменеме и дека Honda во Соединетите Американски држави има дури 5 фабрики за автомобили и уште по 2 во Канада и Мексико. Од вкупната продажба на Honda таму, која изнесува околу 1,6 милиони возила годишно, 10% се со ознаките на Acura. Првично направениот целосно електричен спортски автомобил Jaguar, создаден за видеоигра, е лансиран пред повеќе од една година. Jaguar Gran Turismo Coupe е изработен да функционира во виртуелниот свет во играта Gran Turismo, веќе се покажа како многу успешен, повлекувајќи геймери со својот радикален дизајн, инспириран од наследството, внатрешноста насочена кон возачот и извонредно возење и ракување. За тимовите од Jaguar Design, SV и Jaguar Racing Vision GT Coupe представуваше само почетна точка за развој на Vision GT SV. Тоа беше можност да се процени се што може да ги подобри перформансите за да биде електричен тркачки автомобил.
Основно за тој процес беше деталната анализа на повратните информации од геймерите од видеата и форумите преку интернет. Ова тестирање во виртуелниот свет во комбинација со многу часови зад воланот има возможи на тимовите за дизајн и инженеринг да утврдат точно како да се оптимизира Vision GT SV за да се создаде совршен тркачки автомобил за видеоигри. Според изјавите и ентузијазмот покажани во студијата, по се изгледа дека може да се случи да стане реалност, особено во полето на електрификацијата. Рационализираната лесна композитна структура на каросеријата сега има 4 електрични мотори, генерирајќи комбинирана моќност од 1903 коњи и 3360 Нм вртежен момент, кога го контролира интелигентниот погон и векторирањето на вртежниот момент. Забрзувањето од 0 до 60 км на час трае само 1,65 секунди на патот до максимална брзина од 410 км на час. Ова се параметри наменети на видеоиграта, а како вели народот, каде има чад, таму има и огин. Fiat 500 хибрид е типичен италијански производ. Убаво обликуван и шармантен, тој секогаш ќе има поклоници кои се подготвени да го платат. Ова беше нашето последно издание во оваа трусна 2020 година. Искрено посакувам следната 2021 да ни биде многу подобра и поздрава и дека ќе најдеме сили да ги пребродиме непријатностите кои ни ги создава пандемијата. Во мое лично име и во името на тимот на Автомагазин ви посакувам мирна, успешна, здрава и сладка нова година. Уживајте во празниците со семејствата. Се гледаме на 2 јануари. Добар ден! Денеска го имаме Fiat Cinquecento хибрид на тест. Fiat во последните десетина години како да се губи во својата големина. Имено, многу модели имаше, но спадна само на неколку. Еден од најбитните е Cinquecento, која доби нова интерпретација на изгледот. Сега е и хибрид, а во интересната контура која го нема многу сменето својот изглед, има простор доволно за двајца патници. Не само на предната, туку и на задната клупа. Инаку Fiat е познат по добро преработување на зададената тема. Темата е носталгија и долчевита. А што се однесува до долчевита, тогаш мора да се види изгледот на овој Cinquecento, бидејќи подсетува на изворниот Тополино, има слична димензија, а кога сме веќе кај димензиите, иако делува исто како претходната генерација, се разбира со адекватни освежувања, Cinquecento е нараснат во сите правци. Тоа најдобро се гледа во внатрешноста. Оние што добро го познаваат Fiat Cinquecento како модел, кога ќе влезат во новата генерација, ќе сватат дека е тоа еден ремейк на претходната. Дежаву се случува на сите површини, особено на оваа на која е ставена палката на менувачот и кластерот на манипулаторите за вентилација. Пластичните површини се груби. Може сами да видите дека груба е пластиката, но има посебен шарм биколорноста на внатрешноста. Она што не ми се допаѓа во внатрешноста е што нема затворени
места каде што може да се остават, да кажеме, клучеви, бомбони, како што се овие нашиве, и сето тоа мора да седи на отворено и секаде да се гледа. Амбиентот е типично италијански, но да видиме дали и карактерот на овој автомобил е типично италијански. Кога зборуваме за хибридите, тогаш прва представа е мотор со внатрешно согорување, голема батерија која има можност да ја задвижува каросеријата без никаков проблем одредена километража. Фиат конкретно оваа година плати 1,2 милијарди евра на Тесла, само за да го откупи својот поголем јаглероден отисок. Денеска скоро секој производител има некој вид на хибридно возило. Fiat со представувањето на новата генерација на Cinquecento, односно 500-ката или кај нас што го нарекуваат моделот Fico, има свој хибрид. Но дали е тој вистински хибрид? Кај Fiat и оној умерениот хибрид не може да се нарече дека е умерен. Бидејќи умерените хибриди во принцип имаат 24 или 48 волтен систем. Кај Fiat тоа е 12 волтен систем. Па може да кажеме дека хибридот на Fiat е скоро идентичен како оној што се вградува во моделите на Suzuki. Неговиот акумулатор е сместен под возачкото седиште и тој абсорбира електрична енергија која се произведува не само од сопирањето, туку и од коленестото вратило. А кога треба, таа енергија се зима не за да може да се задвижи автомобилот на нулта емисија на издувни гасови, туку да ги помогне електричните системи во автомобилот. Cinquecento хибрид е вистински италијански производ. На пиедесталот се ставени изгледот, формата, како и дизајнот. Ергономијата е исто така за пофалба, но динамичките својства на Cinquecento хибрид се дискутабилни. Тој има 1,2 литрен мотор кој е основната понуда на овој модел. Има само 69 коњски сили кои се доволни да го тркалаат возилото. Со него не барајте перформанси, иако има хибрид. Да ве подсетам, овој хибрид не ги подобрува возните својства и не ја олеснува работата на моторот. Па затоа перформансата е ставена во втор план. Хибридите се направени не само за да ги спасат производителите од високите казни, туку и да ја заштитат мајката природа. Тоа се случува преку потрошувачката, но потрошувачката, иако очекува да биде рекордно ниска, бидејќи производителот укажува и апострофира дека во економично возење Fiat Cinquecento може да помине 100 км со 3,9 литри. Тоа за жал кај мене не се случи. Не ја дуплирав потрошувачката, но не можев никако да ја спуштам потрошувачката под 6 литри на изминати 100 километри. Тоа е поради малиот мотор кој како да нема душа кога го забрзувате. Малиот мотор е стокмен за урбани борби. Доколку сакате динамика, тогаш морате да го цедите моторот, што подоцна да ги менувате брзините, а тогаш потрошувачката оди високо нагоре. Затоа Cinquecento хибрид е стокмен и замислен да биде возило во кое полека ќе возите, ќе уживате во гледките, а многу добро може да се снајде
во градски услови на возење. Со цена од 16.300 евра, Fiat Cinquecento Hybrid е во радарот на интересот. Неговиот хибриден систем не е од оние најпосакуваните, но сепак помага во смалувањето на јаглеродниот отисок во атмосферата. Може би ова е висока цена, но тоа е секојдневието. Автомобилите, особено оние што имаат и мала врска со модерната технологија, стануваат се поскапи. Fiat Cinquecento е урбана и стилска солуција. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин.